Собрани сме овде да дадеме извештај од учеството на Светското првенство во одбојка, што се одржа од 25 јуни до 3 јули во Белград, каде што настапивме со училишната екипа на Никола Карев. Ред е да дадеме извештај за работата, како што не испративте, еве така и не дочекавте, да дадеме извештај за тоа што се случуваше во Белград и што направивме со надпреварите. Генерално, морам да кажам дека сум задоволен од успехот што го постигнаа нашите ученици. Тие го освоија 16-тото место или златната средина од 32 екипи. Меѓутоа, ќе кажам дека со малку среќа и малку поголема концентрација на нашите ученици, можеби ќе бевме за 2 или 3 места повеќе. Сигурно тоа не можевме повеќе да направиме, поради тоа што во нашата група беше Турција, која истовремено беше и шампион на светското првенство, значи пред нив никако не можевме да бидеме, иако на надпреварот против Турција одигравме солиден резултат, изгубивме 2-0, меѓутоа пруживме силен отпор. Го освоивме второто место и поминавме да се бориме во тие 16 екипи, каде што за противник ја имавме Кина, исто така еден силен противник, што ни оневозможи да продолжиме понатаму, така да сметам дека реално место припаѓаме некаде од 12 до 16 место. Тоа го зборувам јас како водач на екипата, како директор на училиштето, и морам да кажам дека нашите ученици беа миленици на светскиот шампионат, беа многу примерни, одговорни, на надпреварите секогаш го скренуваа своето внимание, бевме една од најсимпатичната екипа, бидејќи бевме типична школска екипа, додека останатите екипи беа или од спортски коледжи, или од спортски гимназии, можеби некои беа и репрезентации, иако тоа не е дозволено. Меѓутоа, според опремата, според стручните штабови кои беа присутни, ме наведуваат на тоа да помислам дека се веројатно и репрезентации. Честни беше што сме таму, имавме добар прием од домаќинот, бевме сместени во најубавиот хотел, Кроун Плаза, во Белград, каде што беа сместени 32 репрезентации, меѓу кои, морам да кажам, беа и репрезентацијата на Србија во кошарка, како и репрезентацијата на Грција во кошарка, Франција, еве сега дојдоа и Словачка. Така да имавме прилика да се дружиме и со врвните спортисти, бидејќи преку денот користивме исти тамо, исто бифе, иста кафетерија, исти ресторант, така да има прилика нашите ученици, освен тоа, за тоа што беа дојдена, да ги видат и звездите на Србија, а и на Европа во кошарка. Имавме прилика да присуствуваме и на еден надпревар во кошарка, во Комбах арената, што секако за учениците и колегите ќе остане во сеќавање. Го проследивме надпреварот против Србија, против Грција. Пак ќе кажам, среќна околност што познатствата од Кошаркарската федерација на Македонија и добрата соработка што сме имале со Србија ни овозможија 15 карти и да присуствуваме на надпреварот со Грција. Тоа беше огромно искуство и за нас, а и за самите деца.